Председателке. Денес разгледуваме кандидати за членови на Советот на јавни обвинители, како што и претходно се произнесе и координаторот од процедурална гледна точка. Имаше објавено 2 огласи, на кои што на едниот има пријавено само еден член, односно само еден кандидат, а другиот има пријавено 3 кандидати. Најпрво, пред да започнеме со елаборација на тоа што го доставиле како работно искуство и CV предложениве кандидати, морам да ви напоменам, а и сакам детално некој од вас да ми образложи, во однос на законските одредби кои што декларативно ги наведовте во вашето обраќање, основите по кои се распишани огласите и врз основа на кои закони. Еве, јас ќе ви цитирам одредени членови од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, каде што во членот 2 се вели: Советот е самостоен орган кој обезбедува и гарантира самостојност на јавните обвинители во извршување на нивната функција. Недокажана функција. Односно, понатаму ќе видиме што обвинителите изјавуваат за овој совет, и ако сте присуствувале на разгледување на извештаите на Советот на јавни обвинители, годишните кои што ги доставува, самиот председател се повикува дека се маргинализирани до степен да се одлучува јавниот обвинител на Република Македонија. И дека тие воопшто не можат да ја обавуваат својата функција, односно немаат никакви надлежности со кои што можат да си ги остварат законски дадените обврски, бидејќи правата ги остваруваат, да не се залажуваме, единствено не си ги исполнуваат обврските. И во еден дел од извештајот самиот Совет вели: Советот на јавни обвинители на Република Македонија ги запознава повисоките јавни обвинителства за искажаните незадоволства на странките од работењето на одредени јавни обвинители во пониските јавни обвинителства. Ги запознава. Орган кој што треба да биде носилка на јавно-обвинителската служба, ги запознава другите обвинителства дека граѓаните не се задоволни. Самите јавни обвинители и јавните обвинителства го знаат тоа. Совет на јавни обвинители, кој што требаше да биде институција која што ќе ги коригира сите аномалии во јавно-обвинителската служба и јавните обвинителства, за да имаме еден независен орган кој што ќе врши прогон на оние кои што постапиле спротивно на законот. И тоа е единствена институција која што треба тоа да го прави. Но, конкретно за дадениот оглас, согласно законот. Согласно законот, во членот 6, во врска со состав на Советот, ве молам, забележете го ова, бидејќи е многу клучно, вели Советот е составен од 11 члена, од кои по функција член на Советот се јавниот обвинител на Република Македонија, еден член на Советот избират јавните обвинители на јавното обвинителство на Република Македонија, по еден член на Советот избират јавни обвинители од подрачјата на вишите јавни обвинителства, тоа се Битола, Гостивар, Скопје и Штип од своите редови, еден член на Советот припадник на заедницата која не е мнозинство во Република Македонија, го избираат сите јавни обвинители на Република Македонија од своите редови, и денешната точка која што ние, 4 членови на Советот ги избира Собранието на Република Македонија, во натамошниот текст Собранието, од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, меѓународни судии и други истакнати правници, од кои 2 се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Сега, мандатот на членовите избрани од страна на јавните обвинители трае 4 години, со право на уште еден избор, по истекот на најмалку 4 години од престанокот на претходниот мандат. Мандатот на членовите на Советот избрани од Собранието трае 4 години со право на уште еден избор. Мандатот на членот на Советот, кој е избран на дополнителни избори, трае до предвремениот престанок на мандатот. За член на Советот, на чие место е избран, трае до 4 години. На избраните членови на Советот од редот на јавни обвинители, додека им трае мандатот на Советот и мирува функцијата јавен обвинител. Тоа беше дилема која што се провејуваше во врска со управувачките органи на Академијата за суди и јавни обвинители, дали
се јавни обвинители или не во моментот на мирување, и на членот на Советот по функција со престанок на функцијата му престанува и мандатот на Советот. Клучен е ставот 6. Во однос на надлежностите, понатаму ќе ги разгледаме. Во начинот на одлучување, Советот одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако со Законот за јавно обвинителство не е поинаку определено. И одиме во делот каде што се врши избор на членовите на Советот на јавни обвинители. Оглас за член на Советот вели вака: председателот на Советот во рок од 60 дена пред истекот на мандатот на членовите на Советот е должен да донесе решение за распишување на избор за членови на Советот од редот на јавните обвинители. Тоа е едниот дел од членовите кои што го пополнуваат. Да распише оглас за избор на членови на Советот од редот на јавните обвинители, да го извести председателот на Собранието на Република Македонија да го распише огласот за избор на членови на Советот што ги избире Собранието. Во дадениот момент ние разговараме токму по овој став. Во случај на предвремен престанок на мандатот од членот 7 на овој закон, председателот на Советот ќе постапи согласно со ставот 1 на овој член во рокот од 15 дена по престанок на мандатот за член на Советот. И сега доаѓаме до клучната работа, која што во чекори ја имате сгрешено и барам некој од вас јасно и децидно да го образложи ова, за да не представува суштинска повреда на постапката, за да после тоа се оспорува изборот на еден или на друг начин на овие членови. Имено, во членот 32, членови на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија, вели вака: ставот 1, за член на Совет што го избира Собранието може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови: да е државјанин на Република Македонија, дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување. Да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци, што го прави недостоен за да ја врши функцијата член на Советот. Ставот 2. Членовите на Советот што ги избира Собранието се од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, меѓународни судии и други истакнати правници, од кои двајца се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Сега, читајте го ставот 3. Седницата на Собранието на Република Македонија на која се избираат членовите од ставот 1, а ставот 1 го прочитавте, го слушнавте: за член на Совет што го избира Собранието може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови. Значи вели, на членовите од ставот 1 на овој член е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот за членови на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. Имаме рокови на постапување согласно лекс специјалис, законот за Советот за јавни обвинители, каде што има наведено во кои рокови и на кој начин се избира. Ако видиме дека огласот за кој што зборуваме е распишан пред повеќе од една година, дали тоа значи дека таа година воопшто немало таму човек на тоа место и се пробиени другите рокови? Конкретно, еве, ви цитирам, ставот 3. Некој од оние кои што ги предлагаат овие кандидати по образлагањето од страна на председателката, односно нивната кандидатура, да ја преиспита постапката, дали се пробиени роковите и на што се однесуваат овие најмногу 30 дена и цитирањето на постапката дека е итна. Дали ова представува суштествена повреда на постапката при избор на овие членови на Советот? Доколку представува, дали она што го бараше предходно координаторот е оправдано?
да се поништат овие огласи, бидејќи ви се пробиени роковите за постапување. Истите и да ги бидат избрани, ќе имаме суштествена повреда на постапката и нема да бидат легитимни да ги застапуваат правата, односно да го унапредуваат јавно-обвинителската служба. И затоа, цитирам уште еднаш, сакам да ми објасните, а потоа ќе продолжам со другите забелешки кои што ги имам. Доколку има кој да ми образложи во однос на ова што го цитирав. Да, барам некој да ми образложи, за понатаму ќе продолжам со мојата дискусија, ако дозволува председателката.